ден, драги ученици! Добредојдовте во училницата. Денес имаме час по математика за второ одделение. Јас сум наставничката Љупка Андреева од основното училиште Колен Беловски во Скопје. Денешната лекција е од темата број и решавање проблем, а денешната лекција што треба да ја учиме и да ја работиме е број што е за 1 или 10 поголем од некој поцифрен број. Целите на овој час ќе биде ученикот да одредува број што е за 1 или 10 поголем од некој поцифрен број, да знае да брои до 100, да знае цели десетки до 100. Ученикот да умее да користи табела до 100 и да прави низи од броеви. Еве за да биде појасно, еве илустративен пример со кручиња во различна боја. Хајде сите да ги изброиме кругови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи овде имаме 10 круга. Хајде да видиме колку круга ќе има ако на овие 10 се додаде 1 круг и колку круга ќе има ако на овие 10 се додадат уште 10 круга. Така, ние ќе видиме кој број е за 1 или 10 поголем од овој број, значи бројот на кругови. Забележуваме дека добиваме броеви кои се за 1 или 10 поголеми од бројот на кругови. Значи, ако имаме 10 круга и ако додадеме 1 круг, тогаш се добиваат 11 круга, па затоа велиме дека бројот 11 е за 1 поголем од бројот 10. Ако пак имаме 10 круга и ако додадеме уште 10, тогаш имаме 20 круга. Тоа значи дека бројот 20 е за 10 поголем од бројот 10. И се надевам дека и во вашиот секојдневен живот има многу примери. Например, вие броите коцки. Броите и мордулачето му давате 10 повеќе од вас. Хајде сега да видиме да ја користиме табелата со број. Мислам дека сите имате оваа табела и ви е позната од минатата година. Со оваа табела може да се работи во трето одделение. Хајде да видиме сега да броиме табелата скоро и да започнеме. Хајде да најдеме еден број. Например, бројот 14. Хајде да видиме кој број ќе биде за 10 поголем од бројот 14. Например, од 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Доаѓаме до бројот 24. Што значи дека бројот 24 за 10 поголем од бројот 14. Хајде да видиме кој број за 10 поголем од бројот 24. Броиме на следниот начин. Значи, го броиме бројот што ја почнуваме низата, туку следно. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Значи, поголем за 10 од бројот 24 е бројот 34. Вие, деца, секојдневно може да вештате со оваа табела, пронајајќи еден број, да броите за 10 нанапред. Или за 1 нанапред. За 1 нанапред знам дека е полесно. Например, ако имаме бројот 33, за 1 нанапред се знае број, или за 1 поголем бројот 34, точно така броиме до 100. Со помош на овие брои до 100, за сега ги знаете, еве неколку примери со низи. Низи со боеви се низи кои што се наредени со определени боеви, зависи дали се броеви од 1 до 100, дали се 20 до 30 и така натаму. Еве имаме една низа со боеви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Што приметуваме во оваа низа? Во оваа низа секој број е за еден различен од следниот или за еден помал од претходниот. Хајде да видиме во следниот. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Во оваа низа
последен брой е по-голям за един от предходния. Да, 21 излиза по-голям от 20, защото е предния, а гледаме в предходния брой. Или пък брой 26 е по-голям за един от 25. Значи, по-голям за един от предходния, по-голям предния още стои. Имаме и други изисквания. Значи 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90. Що мисли? Каква е ова низа? Ова низа, всекој број меѓу себе различен за 10. Това значи дека 20 и за 10 поголем од предходниот број. Ова низа од броеви, видуваме дека се е низа од целите 10. Имаме и друга една низа, например, последния брой. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 и 94. Овие низи се последен брой е за 10 по-голем од предходни. Да, това можем да го најдем во табелата. Това може да го најдем. Значи, се може да најдем со табелата 100 или да брой. Според објаснувањата од предходниот слайд, следува задачење. Да ги напишеме броевите што недостаснуваат во низите. Тоа значи дека за да биде комплетна оваа низа, потребни се тука на самите казните заклучки броеви кои што одговараат на оваа низа. Ние броејќи гледаме дека првиот број е 51, па фали број 53, па фали број, фали и доаѓа 56. Што значи дека оваа низа ќе ни биде за колку поголема еден од друг, колку ќе се разликува за един. А следната низа ќе определите сами. Имаме, значи, број, затоа што почнува низата, тоа е број 3. Потоа немаме број па 23. Па немаме број, потоа немаме па 53. И се така до 93. Драги ученици, ќе земете табелата пред вас и ќе барате на номерот кој што објаснува претходно. Кога најдете број 3, за 10 нанапред ќе го добиете овој број, а за 10 нанапред овој број. И ќе си броите, ќе ги најдете следните броеви кои што не достасуваат во овие низи. Се надевам дека овој час ви беше интересен, се состои од броење за 1 и за 10. Поглед број од предходниот и се надевам дека ќе